ова издание. Во САД во еден ден над 50.000 нови случаи на коронавирус. Анкетите покажуваат дека Трамп ја губи поддршката меѓу постарите гласачи. Што значи тоа за Бајден? Бизнис во време на пандемија. Достава на храна за повозрастните и изнемоштените американци. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Соединетите држави утре слава 244 години од основањето. Бидејќи денот на независноста се впаѓа в сабота и денеска петок е неработен ден за најголемиот дел од американците. Почуваме веднаш со најновите вести. Председателот Доналд Трамп замина во посета на планината Рашмор во Јужна Дакота по повод рана прослава на Денот на независноста на која се очекува да присуствуваат илјадници луѓе. Иако САД предводат во светот по бројот на случаи на COVID-19, локалните власти велат дека нема планови за запазување на социјалното дистанцирање или за носењето на маски на настанот. Сепак, бесплатни маски ќе бидат достапни за оние што сакаат да ги користат. Во САД во четвртокот беа потврдени над 50.000 ново заразени. Демонстрант во Хонг Конг е обвинет за сепаратизам и тероризам за носење транспарент на протестите на кој пишувало "Ослободете го Хонг Конг, револуција на нашите времења", објави Reuters. Ова е прво лице кое е обвинето согласно новиот закон за национална безбедност на Хонг Конг. Полицијата рече дека 23 годишното момче со мотор удрило неколку полицајци на протестите во средата, повредувајќи некој од нив. Францускиот премиер Едуар Филип и неговата влада денеска поднесоа оставка по најавите на председателот Емануел Макрон за промени во неговата администрација со цел да ги придобие разочараните гласачи. Анкетите покажуваат дека председателот Доналд Трамп ја губи поддршката кај повозрастните американци. Што значи ова за против кандидатот Џо Бајден од прилогот на Майк О'Саливан? Во обид да им помогне на постарите американци, председателот Доналд Трамп најави дека нема да има покачување на цената на инсулинот на настан во Белата куќа во мај. Цената ќе биде утврдена на само $35 месечно. Во сојузните држави како Флорида и Аризона, постарите лица се голем дел од избирачкото тело, вели поранешниот демократски градоначалник на Тусон, Томас Волги. Уште поважно, лицата над 65 години излегуваат на гласање многу повеќе од која било друга група. Анкетите покажуваат дека гласачите главно ја одобруваат економската политика на Трамп. Но граѓанските прашања, како расната правда и пандемијата на COVID-19, придонесуваат со зголемена поддршка на демократскиот председателски кандидат Џо Бајден. Во една анкета, Трамп се наоѓа малку зад Бајден меѓу постарите гласачи и за најмалку 8 места во други две истражувања. Белата куќа рече дека некои од неодамнешните анкети се збунувачки, иако анкетарите велат дека се работи за тренд. Не се движи во права насока. Времето до ноември истекува. Многу гласачи веќе донале одлука за кого ќе гласаат, меѓу кои и оваа жителка на Небраска. Сакам председател кој ќе се грижи повеќе за луѓето отколку за самиот себе, неговиот бизнис, пари и за изборна победа. Но други, постари гласачи, го поддржуваат председателот. Не се согласувам 100% со Трамп, но тој е единствен политичар досега кој го исполнува она што го ветува. Гласачот Њујорк пак вели дека бара интегритет и одеќе гласа за поранешниот потпредседател Џо Бајден. Овој човек сега не знае што прави. Постапува како што ќе му текне наутро. Друга гласачка пак вели дека Бајден не е соодветен за оваа позиција. Има голем товар. Мислам дека нема направено многу како политичар сите овие години. Анкетите покажуваат дека во просек Бајден води пред Трамп за 10 места. Анкетите не предвидува ниту можна победа на Трамп на изборите во 2016 година, иако многу работи може да се променат во наредните месеци. Едно е сигурно, дека постарите гласачи ќе бидат клучни на изборите во ноември. Смртта на Џорџ Флојд ги поттикна повиците за полициска реформа. Гласот на Америка разговараше со пензионирана полицајка од Мериленд за нејзиниот поглед кон расизмот. So here we have me graduating from the police academy. Дипломирав на полициската академија. Ова е мојот предпоставен во тоа време. Многу бев среќна што добив пиштол и значка. Работев во автобус и тогаш носевме обична облека.
Тоа сум јас со генералниот директор. Се сеќавам дека бев единствена афроамериканка во таа група. The gratification that I was able to compete at that level and excel. Се викам Трейси Симонс. Пред да се пензионирам, бев заменик началничка во метрополицискиот одел. Работев таму повеќе од 25 години во различни капацитети. Имав различни рангови и се пензионирав како заменик началничка. Јас бев првата афроамериканка што стигна до толку висок ранг во мојот полициски одел. Тоа беше застрашувачко за една млада жена, особено млада афроамериканка. Бев на високо работно место каде мнозинството беа мажи и тоа беше предизвик. Знаете, во полицискиот одел имаше раширен сексизам и расизам. Имаше забелешки кои не би се осмелила да ги повторам. И затоа што бев таму, морав да бидам гласот за работи што требаше да се променат. There'll be a certain segment of racism because we come from those Ке same. има одреден сегмент на расизам затоа што потекнуваме од исти заедници. Полициските службеници потекнуваат од истите тие заедници и со себе ги носат своите вредносни системи, нивните гледишта на светот и културните искуства. Со помош на технологијата сега можеме да видиме многу работи. Сите имавме можност на телевизија да видиме како е убиен Џорџ Флојд. To be thoughtful and be aware that there Тоа е само дел од приказната, но не е целата приказна. Тоа не ја раскажува приказната за 10 полицајци што беа убиени минатата недела. Не ја раскажува приказната и за момчето застрелено на улица од напаѓачи кои полицијата ги уапси и сега се наоѓаат во затвор. Значи има многу приказни што треба да се раскажат. Мислам дека тоа е начинот на кој можеме да ја започнеме и да ја менуваме културата и да ги пензионираме оние што сакаат да ги задржат старите начини. Да извлечеме позитивни поуки од смртта на Џорџ Флојд. Луѓето треба да се чувствуваат безбедно затоа што тие четворица полицајци ќе одат во затвор на многу долго време. Но тоа не значи дека се чувствувам безбедно кога мојот син вози ноќе. Едноставно не. Кога започна пандемијата, милиони стари и инвалидизирани лица останаа без вообичаените извори на храна. Од друга страна, рестораните мораа да затворат и да отпуштат дел од вработените. Во Сан Франциско, Калифорнија, еден локален пекар пронајде иновативен начин како да ги поврзе бизнисите со храна со оние на кои таа им е најпотребна. За Ханг Трунг, започнувањето на бизнисот Noodle Girl значеше исполнување на сонот храната со која порасна во Виетнам да ја донесе во нејзиниот нов дом во Калифорнија. Кога дојдов тука, сватив дека навистина ми недостига храната на мајка ми. Во рестораните не можам да го најдам вкусот на храната што ја јадев кога бев млада. Поради пандемијата, таа беше принудена на неодредено време да го затвори ресторанот Noodle Girl, исто како и сите други ресторани во областа на Сан Франциско. Ленор Естрада, собственичка на пекарница, се соочи со истиот проблем. Знаев дека едноставно не можеме да продолжиме со работа и дека ќе банкротираме ако не ги отпуштиме луѓето. Но Естрада брзо се мобилизираше, со голема донација од пријател во технолошкиот свет. Таа започна нова организација наречена Нов договор. Им плаќа на бизниси со храна како што е Noodle Girl, за да подготвуваат оброци. Потоа волонтери ги доставуваат оброците до стари и други лица кои имаат потреба. Ние реагираме во случаи кога има нарушување со снабдувањето на храна претходно. Со помош на волонтери кои ги доставуваат оброците, новата организација е витална врска меѓу двете заедници кои имаат потреба од тоа. Од една страна работниците во бизнисот со храна, а од друга жителите кои се засолниле дома. Во овие тешки времиња, единствен начин на кој би можела да се справам со она што ни се случува е да помагам. Од март, оваа непрофитна организација испорачала над 270.000 оброци и работела со над 80 ресторани. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон и уживајте во викендот.